Бесплатниот автобуски превоз како адхок мерка не вроди со плод не само затоа што не беше доволно афирмиран, туку и заради тоа што авторитетот на градскиот татко, изгорен од желба да се додвори за нов мандат, не само што не предизвика реакција кај граѓаните, туку не досегна ниту до свеста на неговите најблиски соработници. Вашата кола Мерцедес тука е, шоферот ви е дојден со кола? Не, тој мислам дека остава вчера колата. Не, ја видовме тука како доаѓа са бајда колата. Може би, сега ќе остане колата. Нема да вози. За разлика од непослушниот возач кој може би нема ниту да добие дисциплинска, порачувачите на автомобили во кои се возат нивните шефови, глават само затоа што биле толку многу послушни. Соочени со камерите инсистираат на принципот на презумпција, чија повреда тие усовршија до ниво на Оскар. За кој случај бев повикана, мислам дека е коректно да ви каже тој што ве повикал да дојдете овдека. Вашиот портпарол Иво Котевски испраќа порака до медиумите. Повикувајќи ве, најверојатно очекувал дека треба да пренесете некоја порака. Пораката гласи: Епа Заев веројатно има проблеми околу аспирациите за лидер, Сабајлево е приведен за половина сат, ќе биде пред основен суд. Ви благодарам. Фала. Но и оние што многу добро знаат за што се викнати протестираат затоа што донирале, ама без да знаат. За да ги заштитат тие што во нивно име го сториле тоа и направиле криминал, подготвени се во својата хуманост кон вистинските донатори, додат дотаму па својството на сведоци, да го заменат со она на обвините. Медиумските крокодили не чекаа момент да пуштат солза во нивно име, како уште една донација за истата сметка. Видовме премногу трогателни изјави од луѓе кои што за донирање самите велат. Сме донирале за поплави, сме донирале за операции, сме биле хумани секогаш кога можеме донираме и за партијата. Не очекувале воопшто ваков третман, бидејќи да не се лажеме. Не е пријатно да бидеш повикан на една клупа карши тебе да те гледаат намргучено и да те испрашуваат прашања, сметаш дека си чесен граѓанин. Оправданоста на драматичниот новинарски емотивен набој завршува кога зад маските на кротките донаторски јагниња ќе се појават лицата на директорските волци и партиски волчици. За нив, двојните аршини важат само кога тие ќе ги изустат, не сеќавајќи се дека при се, па дури и при креирањето активни мерки за вработување. Целта им беше да создадат маса која ќе цица од државната, за да ја полни партиската каса. Македонски лавови, синови и ќерки на Македонија. Секој доби шанса да се вработи. Време да се преброиме, сега и одма. Најбитен критериум за наоѓање на работа е стручноста, амбициозноста. Уште е време, комицко. Инфлацијата на лукративни комити се интензивира само кога поради заштита на сопствените интереси треба да им се покаже сила на дежурните предавници. Борците против фиктивниот антимакедонизам кој големиот патриотизам го крепат на лична, а не на национална агенда, признавајќи дека не и припаѓаат на армијата, како и секогаш. На крајот ја откажуваат послушност на татковината во која се колнат. Колку граѓаните на државите во Европа се подготвени да се борат, војуваат и гинат за својата држава. И каде се тука македонци? Ние што имаме кај да се селиме, ќе се селиме. Тие што немаат, нека му ја мислат. И на крајот, за уште еден борец, до смрт. Си ги знам играчите, ќе се сложите од искуство, може би ќе погрешам. Не мислам, туку сум убеден дека Груевски Ахмет има добро. Очигледно во последните 30 дена господинот Мендух Тачи не бил во државата. Мендух Тачи навистина ги знае играчите, ама самиот тој сега е само исклучен. Исто како и играчот, во чиј тим продолжува да игра.